во првите 10 музички финалисти, заедно со многу познати музички имиња кои до ден денеска творат и прават музика. Значи, би можела да ги спомнам еве веќе од постоечките што уште се актуелни: Елена Ристевска, Емил Арсов, со кој што до ден денеска сме во контакт, во кој што моментално живее во Лондон, потоа Александра Пилева, исто која што е преселена во Австралија, еве јас сум во Германија, Бојана Атанасовска и навистина со повеќето од тие колеги сме во контакт. Така да почетоците и како една отскочна таска беше М2 продукција, каде што ја снимав песната Лијат години, и понатаму веќе колку што луѓето знаат и колку што ме следат, настапував на повеќе забавни фестивали како што се Макфест, Охридски трубадури, настапував исто на избор на песна на Евровизија повеќе пати, имам доста забавни песни, сум учествувала на многу фестивали и имам доста спотови. Не би сакала буквално да кажувам нешто повеќе, значи сите може да се информираат, барем помладите генерации може да се информираат на социјалните мрежи. Има доста мои песни, доста мои спотови и се надевам дека луѓето, еве, пошто веќе неколку години откако се преселив во Германија од 2017 година, немам некои нови песни снимано, меѓутоа тоа не значи дека сум музички неактивна. Творам и работам тука во Германија и баш ми е мило што еве некој водител како тебе и како други што ме контактираат, се сетиле да ми пишат и да ме поканат да можеме да си поразговарам. Благодарам убавите зборови. Да ми кажете неколку зборови за песните Пауза па плей и Животот е твој. Ке почнам со прекрасни песни, многу прекрасни песни. Моја компонирана песна со музика и текст требаше да биде изведена на фестивал за песна на Евровизија, меѓутоа имаше некои организацијски проблеми таа година, така да песната излезе во етерот со еден видеозапис. Можам да кажам дека една од моите помилени песни, која што се пронаоѓам и во текстот, бидејќи некои текстови ги имам пишувано од случување на мои блиски, некои текстови случување, некои работи што ми се случиле мене лично. И до ден денес кога ја пеам таа песна се чувствувам како своја. Додека песната Лијат години беше напишана од композиторот Александар Масевски, со кој што и понатаму соработи. Кога се преселив тука во Германија, направивме уште 3 англиски песни, од кои што една е веќе во етерот, уште 2 стојат во фиока и се чека погоден момент кога да се издадат. Со Александар Масевски имавме одлична соработка. После Пауза па плей имавме уште 2-3 песни кои што доста добро се беа слушани. За Пауза па плей се снимаше спот со Томато продукција и мислам дека по долга пауза од М2 и после фестивалите и настапите тоа беше некако како едно ново појавување во ново светло, една нова сања. Така да можам да кажам само дека после Пауза па плей не застанавме таму, значи уште се работи, има уште многу работи да се слушнат, уште многу нови проекти, иако тоа не е сега во јавност се прикажано, меѓутоа во најскоро време ќе биде и тоа. Да ми кажете како ја оценувате моменталната состојба со македонската естрада? Дали е на подобро, дали е на полошо според вас? Не би сакала нешто многу да коментирам околу тоа.